Платформата за социјални медиуми Blue Sky започна во 2019 година како експериментален проект во рамките на Twitter и беше предводена од неговиот коосновач и поранешен извршен директор на Twitter Джек Дорси. По председателските избори во 2024 година, алтернативната платформа на Илон Маск забележа пораст на популарноста. Blue Sky доживеа огромен пораст на популарноста во голема мерка затоа што мислам дека откако Доналд Трамп победи на изборите во 2024 година, помеѓу луѓето имаше чувство дека Твитер беше ефикасно направен, особено откако Илон Маск ќе биде член на администрацијата на Доналд Трамп. Во првата недела по изборите платформата имаше околу 1 милион нови корисници дневно. Темпото сега е забавено по изборите, но Blue Sky сега добива над 180.000 корисници дневно. По советот на професионалниот спорт, фудбалскиот клуб Вердер Бремен беше меѓу првите кои го напуштија X и се приклучија на Blue Sky, каде што мора да се признае дека немаа толку многу следбеници, но Ние како клуб не можеме да се спротивставиме на дискриминацијата, хомофобијата, трансфобијата, антисемитизмот, говорите на омраз, а потоа да останеме на платформата каде што овие работи многу брзо се зголемуваат. Други платформи за социјалните медиуми како Threads исто така доживеа пораст на нови корисници, но она што го прави уникатен Blue Sky е начинот на кој е дизајниран. Blue Sky нема алгоритам и ви дава огромен избор за тоа кого следите и какви содржини гледате. Кристоф Пипер не е сигурен дали преселбата во Blue Sky ќе биде успешна, но тие се отворени за други опции. Сепак она што се сигурни е дека не се враќаат на платформата X. Имаме некои вредности, ако го сватите тоа сериозно, мора да донесете некои одлуки. Ние сме задоволни со тоа. И покрај ваквото напуштање на X, експертите велат дека компанијата има доминантна позиција на пазарот со над 300 милиони активни корисници секој месец. Blue Sky има скромни 22 милиони корисници, што ја прави платформа која продолжува да расте.